А во рубриката Моje здравје зборуваме и ја одбележуваме неделата на контрацепција, малце повеќе на оваа тема и да објасниме неколку прашања кои што некако се провлекуваат, она што можев да го забележам и по форумите, кога е во прашање контрацепцијата, што од млади девојки, што од нивните мајки и така натаму, и бараат совет. Е одговор на сиве овие прашања ќе добиеме од доктор Ирена Гошева, специјалист, гинеколог, акушер, член на МАГО. Добро утро. Добро утро, Јована, ви благодарам за поканата и за иницијативата ваша да дискутираме на овие важни теми. 27 септември беше ден на контрацепцијата и меѓу другото ви благодарам за заедничката соработка за да можеме да ги промовираме и активностите и актуелностите на нашата асоцијација. Да, тоа ни е нашата македонска асоцијација на гинеколози и обстетричари, кој што навистина во изминатиот период прави големи заложби за да го промовираме женското здравје. Бидејќи знаеме дека едукацијата е основна и информираноста за промовирање на здравјето. Сакам малце повеќе за контрацепцијата да зборуваме. Да. Во делот и да објасниме некои прашањата така што се проткајуваат и остануваат како мнение, особено по форумите, а и прво да објасниме што е контрацепција. Така, контрацепција е метод или средство кое што спречува настанување на бременност. Значи, било каков метод, но и средство. Самиот збор контрацепција доаѓа од концепција, тоа е симбиоза. Значи, концепција значи зачнување, контраконцепција значи против зачнување. Она што ние се подготвувавме за разговорот и јас малце ги отворив форумите и сега тие женски разговори и она што можам да го забележам е како главен совет. Немојте да земате контрацепција затоа што нема природно да зачнете потоа кога ќе, сметате дека треба, дека ви е доено времето и така натаму. Тоа не е никако точно. Значи, прва вака, треба да знаат жените дека постојат два типа на контрацептивни методи. Едните се иреверзибилни, другите се реверзибилни. Иреверзибилните се трајни методи на контрацепција. И тука ни спаѓаат и женската, но и машката стерилизација. И тоа се хируршки методи, кои што се прават и се изведуваат, и кај нас се изведуваат. И тие методи најчесто ги одбираат пациентки кои што веќе завршиле со репродуктивниот период, родиле 2, 3 или 4 деца, нели, по желба, но и оние пациентки кои што имаат ризик во понатамошните бременности, односно ризикот од самата бременост е преголем по здравјето на мајката, на жената, и затоа одбираат иреверзибилни контрацептивни методи по адекватна дискусија и објаснување за сите можни методи на контрацепција. Например, жена која што родила 3 деца со царски рез, 4-та бременост би била екстремен ризик по нејзиното здравје, по бременоста, за да продолжи или како таква, и заради тоа тука предложуваме во тек на интервенцијата на самиот царски рез, доколку е согласна пациентката за овој тип на интервенција и се изведува во веднаш после екстракција на плодот. Не разбирате, значи исправиме структура на утерусот и пристапуваме кон хируршка стерилизација на тубите. Односно се подврзуваат тубите, народски кажано. Исто се и машките методи. Здравјето. Апсолутно, тоа е во интерес на здравјето на жената. Бидејќи во такви ситуации, наредната бременност би имала огромен ризик по здравјето на жената и по животот. Апсолутно. Тие се бременности со многу големи компликации. Така да, тука, тоа се иреверзибилните методи. Додека реверзибилните методи се оние каде што кога се прекинува со користење на контрацептивот, пациентката може да остане бремена. И затоа е контрацепцијата, за да може да планира кога да остане бремена. Не дека нема да остане бремена. Дека апсолутно не е поврзано и дека го планира, односно тоа се вика испаѓа под доменот на планирање на семејство, планира кога ќе остане бремена. И така може да направи баланс и меѓу приватниот и меѓу професионалниот живот, може да го промовира своето здравје, бидејќи знаеме, например, доколку сега скоро родила пациентката, се советува Светската здравствена организација и сите светски авторитативни организации советуваат
најмалото растојание од една до друга бременост да е 18 месеци. Година и пол. Да. Или СЗО вели вака. Најмалку 2, најмногу 5 години. Значи да е тоа временскиот интервал помеѓу една и друга бременост. Да. И затоа, за да наредната бременост биде здрава, и мајката, и плодот, и самата бременост да тече во најдобар ред, да се запази овој интервал. За да се запази овој интервал, може да се користат контрацептивни методи. Постпарталниот период е идеален период за спроведување на контрацепција. Така можеме да ги запазиме и временските рамки, и пациентката да планира наредна бременост кога да ја биде. Да. За разлика од оваа група се младите, адолесцентите. На нив некако ми беше фокусот со тие совети дека нема да останеш бремена природно. Тоа никако не е точно. Значи, зошто таков мит? Од Може би од таму таа методи, ниска стапка на контрацепција кај нас. Таа ниска во Македонија. Апсолутно, апсолутно. Че ние имаме едни така доста детриментални епидемиолошки податоци за користењето на контрацепцијата во нашата земја. Се смета дека некаде околу 14% користат контрацепција. За разлика да речеме вака со други, еве и соседниве држави. Од соседните и европските земји се меѓу 50 и 70%. Многу. Тоа значи дека од 10 жени 7 користат контрацепција. Да. И било зборуваме за било кој метод на контрацепција. Бидејќи секогаш жените контрацепцијата ја асоцираат со апче. Да. Хормонско апче. Так. Контрацепцијата не е хормонско апче. Имаме многу методи на контрацепција. Еве ги кажавме, и реверзибилните, но од реверзибилните имаме цела листа. И тоа може да не бидат интраутерини влошки, односно познати како спирали. Така. Може да бидат импланти. Тоа се инјектираат субдермално. Ние за жал ги немаме, меѓутоа кога би имале малку поголем интерес од жените за користење на контрацепција, ќе ги имаме модерните контрацептиви. Потоа имаме од втор ред, што ни се по ефикасност, во кратко действувачките, овие спиралата и имплантите се долго действувачки реверзибилни контрацептиви, значи долго им е дејството. Една спирала, да речеме, што се става, тие се во форма на буквата Т, се става, ги аплицира исклучиво гинеколог акушер и по претходно адекватно направен преглед, евалуација и дали е пациентката кандидат за тој тип на контрацепција, може би и не е кандидат за тој тип на контрацепција. Може би ќе се предложи нешто друго. Да, секогаш индивидуален планот што се крои, секоја пациентка, дури и кај секоја пациентка во текот на нејзиниот репродуктивен живот може да се менуваат контрацептивните средства во зависност од годините, нејзината желба, но и здравствениот статус. Ние не сме исти пред 35 и после 35. Апсолутно дека не сме. Апсолутно зависи дали скоро родила, бидејќи ако скоро родила има контраиндикација да пие, например, од комбинираните орални контрацептиви, хормонските, што се комбинирани апчиња во првите 6 месеци после породување, бидејќи ризикот за тромбоза е преголем во тој период. И сега би се вратила на краткодействувачките контрацептиви, кои што ги има во неколку форма на апчиња и може да бидат комбинирани или само со прогестин. Потоа може да бидат инјектибилни методи, значи се инјектира инекција, која што е хормонска и трае 3 месеци. Значи дејството е 3 месеци и нив исто така ги сместуваме во група на краткодействувачки, може да бидат во форма на лепенки или печес и тие се многу интересни, тие се како еден имаат еден адхезивен гел со хормонски матрикс кој што се ослободува континуирано, од надворешната површина е водорезистентна и пациентката може да се бања, сите активности да се одлепуваат, и се одлепуваат на секоја недела и последната недела, значи 3 недели се лепат, секоја недела се менуваат, толку им е дејството, и последната недела не се користат за да може да настане менструално крварење кај пациентката. Не се препорачливи, например, кај пациентки со висок body mass index или со телесна тежина над 90 кг, бидејќи тогаш нема адекватна ресорбција и дистрибуција на хормонот. Значи, секој различен кандидат за различен контрацептивен метод. Значи, не е контрацепцијата само апче. Тука исто така ни спаѓаат и во трет ред, ни спаѓаат и бариерните методи, односно кондомите.
Има машки кондоми, женски кондоми, диафрагми, цервикални капи и кои што се доста добар метод на контрацепција и меѓу другото штитат и од сексуално преносливи инфекции. За разлика од нив што небариерните методи не штитат од сексуално преносливи инфекции. Апчињата и се она што зборувавме претходно. Да, апсолутно. Значи, апчиња ако пие, може да пациентката, односно жената добие или младата да добие сексуално пренослива инфекција. Затоа тука е многу важен пристапот и правилната едукација. Што може да се очекува од еден контрацептивен метод? Каков е начинот на земање, кои се неговите предности, кои се неговите ограничувања и несакани ефекти, што може да се очекува и како да се однесува пациентката при било какво согласно очекувањата. Апсолутно, на пример кај пациентка кај која што зема орална контрацептивна терапија, млада, и тие може да се зема 24 дена со плюс 4 таблетки, значи сите се во 28 дена, колку што би требало да трае еден менструален циклус. Или 21 дена со плюс 7 плацебо таблетки кои што всушност немаат хормонска компонента и во тие денови треба да настане крварење. И ние тоа им го објаснуваме на пациентките дека треба да има менструално крварење. Но доколку нема менструално крварење, пациентката прво треба да направи тест за бременност. Зошто? Бидејќи не постои 100% контрацептивен ефикасен метод, за жал. Тоа се надевам дека некогаш во иднината во човештвото ќе се измисли таков контрацептивен метод, сите сме во потрага по таков метод, но не постои. И сите овие класификации на контрацептивните средства и методи се врз основа на нивната ефикасност всушност. Не на дали се иреверзибилни, реверзибилни, кратко или долго действувачки, туку на колку еден метод е ефикасен. Што значи тоа? Да речеме, иреверзибилните методи и таму постои шанса за бременност. Дури кај хируршките спроведени стерилизации постои шанса за бременност и тоа се случувало. Таа за среќа е екстремно ниска, некаде под 0,2% на 100 жени после првата година на стерилизација. Спроведена, тука ни се исто екстремно ефикасни спиралите и имплантите, што веќе ви ги спомнав. Тие се едни подкожни како пластични цилиндри се, внатре имаат хормонска компонента, се аплицираат со еден посебен како апликаторе на надлактицата од раката, на медијалната страна, некаде 8 до 10 сантима од лактот, и се аплицира субдермално. Еден од несаканите ефекти е можноста при начинот на апликација да се повредат нерви или крвни садови, но тоа ретко се случува и тоа секогаш се одбележува правилно и тоа е многу добар долгодействувачки, бидејќи може да се користи како контрацептивен метод 3 години. Че пациентката 3 години практично биде под контрацепција без секојдневно. Што би рекле народски. Апсолутно. Сега и да се планира многу работи во животот. А например со спиралите, во зависност од спиралите се хемиски активни, или се хормонски, или се на принцип на Бакар функционираат, различно е дејството, меѓутоа хормонската по апликација има 5 години употреба, односно 5 години може да седи инсертирана и да си ја врши својата контрацептивна потоа се заменува со нова, апсолутно, нели? Или се советува нешто друго, може би зависи од состојбата кај жената. Доколку на пример кај пациентката се јави некоја инфекција гинеколошка, тогаш нели треба да се третира и се во зависност од тоа каква е гинеколошката инфекција, симптоматска, кои причини да станува збор, тогаш може да се извади, да се третира, нели ако е со посериозен тек, или ако доколку во меѓувреме, например, пациентката земала апчиња, да речеме. Така, не мора само, значи, у принцип, спиралата ако не испадне или нема бременост во меѓу заради не 100% на ефикасност, и таа е некаде 0,5% има можност за да настане бременост,
тогаш се остава спиралата или доколку не прави тешки промени во менструалниот циклус. Бидејќи во првите 6 месеци се очекува да има еден спотинг, ние го викаме, и ирегуларности во циклусот, меѓутоа доколку тие се профузни крварења, тогаш викаме, аха, овој контрацептивен метод можеби и не е така адекватен за оваа жена и затоа ќе пробаме да спроведеме друг тип на контрацепција. Но доколку една хормонска спирала била аплицирана кај жената или бакарна спирала која што има цели 10 години рок на употреба, кај жената, значи се става, апсолутно, тогаш одминува 10 години, и ако жената нема друг, да речеме, контраиндикација за да ја повторно земе спиралата, не се јавиле миоми или некоја дисторзија или не испаднала спиралата или било што, онда тогаш се пак реаплицира истиот метод кој што исто една спирала би имала повторно, да речеме, ако е бакарна, 10 години. Значи со 2 спирали жената би покрила еден 20 годишен интервал на заштитена од несакани и непланирани бременности со само 2 апликации. Доколку е таа правиот кандидат за таа, зборуваме, контрацепција. Да. Идеме до најважниот факт. За се во ова, зборуваме неколку пати, едукацијата, најважна едукацијата. За се треба консултација со гинеколог. Задолжително. Задолжителна консултација. Постои контрацепција која што може да ја купат младите, а да не се консултираат? Може. Мислам да им ја дадат во аптека. Овие, еве да речеме, информативни емисии. Така, да. Апсолутно. За оние кои што сите би требало да посетат гинеколог. Од адолесценцијата, па се, значи, треба да се информирате за сексуалното здравје и за репродуктивното здравје и се. Меѓутоа, за оние за кои што се уште не можат тоа да го направат, дали од немање време или немање доволно иницијатива или храброст за да се консултираат, секогаш можат без лекарски рецепт да набават некој од бариерните методи или кондоми. Едната предност е што штити од несакана бременост, некаде 96% при идеална употреба, тоа значи дека кај 4 од 100 пациентки ќе останат бремени и при идеална употреба, што е за разлика од другите контрацептивни методи се под 1%, освен овие што се ќе ги објасниме понатаму вториот ред на некои од апчињата, и тоа зависи пак како се земат. Ако идеално се земаат апчињата, и тие се под 1%. Ако се земаат денеска пропуштено апче, па земено, така го заборавив, па сега може ли да испијам 2? Тогаш е 9 на 100. Непланирани, значи од 100 жени што користат контрацепција, кај 9 ќе се јави непланирана бременост. Значи се зголемува ризикот, односно се зголемува неефикасноста на контрацептивниот метод при неправилна употреба. Но младите секогаш можат да се упатат во било кој аптека, или сега често ги има, значи секаде ги има дистрибуирано. Да. За употреба бариерните методи, односно машките кондоми, ние женските кондоми ги немаме, и секогаш можат да ги купат во било кое време без лекарски рецепт. Сите други методи се исклучиво по претходна консултација со гинеколог акушер и со рецепта, со тоа што и зборуваме за веројатно како треба да се земат. Како треба да се земат, кога треба да се јави до наредна контрола, што може да очекува од несакани ефекти, ако се тоа апчиња, гадење, повраќање, може да се јави болка во градите, треба доколку изостанува менструалниот циклус, нели, по правилно земање треба да направи тест за бременост, да се јави на гинеколог. Значи за се треба консултација. За се треба консултација. Мора тоа да го заклучиме. Или може да ги користат еден од постарите методи, тоа се фертилити, значи броење на деновите на плодност. Не знам колку функционира тоа. Еве според искуството, функционира ли тоа во денешно време? Тоа многу чест метод на контрацепција е кај нас, во нашата земја. За жал, заради тоа што немаме многу голем одзив кај пациентките за модерните контрацептиви, затоа имаме и недостаток на нив. Па се користат малку по традиционални и небезбедни методи на контрацепција. Но колку е важно да се испланира семејството, што може да се случи. Еве, објаснивме дека не е страшно да се пие контрацепција пред прво да се забремени,
пред да го добиете првото дете, сите оние кои што сакаат, се разбери си го испланирале кога, но колку може да биде страшен абортусот Да, пред да го добиеш првото дете. така. Тоа е една од клучните дискусии Заложби, на мислам, и оваа на организацијата што ја има. Да, апсолутно. Ние, за жал, имаме мални недостаток на епидемиолошки податоци по однос на адолесцентните бременности, но знаеме дека се води трементален пораст. Ги имате само од клиника. Да, Ги нема од приватните податоците, клиники. апсолутно. Меѓутоа, тоа што знаеме е нашата асоциација и раководството, кога беше неделата за женско здравје, излегува со едни навистина поразителни податоци дека најмладата пациентка како што прави на абортус е 13 годишна и 4,9 скоро 5% од родилките се во адолесцентниот период. Од родилките. Тоа што треба сите да го знаат, адолесцентната бременост е ризична бременост со многу компликации по здравието и на мајката и на плодот. Таа е всушност се смета и дека адолесцентната бременост е водечка причина за смрт помеѓу 15 и 19 годишните девојчиња во светот и се смета дека е водечка причина за смрт кај новороденчињата. Адолесцентната возраст кај жената. Ова е страшно што го слушаме. Да. Затоа треба реално, многу да се мора да се внимава, каже. да се едуцираме. Па токму и за тоа се овие емисии, јас стварно навистина благодарам за соработката што ја имаме и можноста за да ги кажеме сите овие информации, а се со цел да се подобри здравието на жената. И на младите особено, да ги образуваме младите за своето сексуално и репродуктивно здравје и со тоа ќе го подигнеме нивото севкупно, односно ќе можат посамостојно да носат одлуки, ќе се одложи временскиот интервал кога се започнува со сексуални односи. Ќе можат подобро да бидат запознаени и со сексуално преносливите инфекции и со како да се заштитат од непланирана бременост, бидејќи абортусот не е контрацептивен метод. Абортусот е прекин на бременост и се спаѓа во категорија, значи тоа е трудница кај која што треба да се направи прекин на бременост. Прекинот на бременоста или абортусот може да биде спонтан или индуциран, значи спонтано телото да го исфрли, или индуцирано да го направиме тоа со медикаменти или хирушки, со интервенција, кои што си имаат свој одредени компликации. Значи, абортусот не е контрацептивен метод. Компликациите од абортусот при хирушките методи се да се перфорира матката, значи се дупне матката при тој тип на интервенција, да. Тоа е навистина мал процент, под 1, но постои. А кај тој што ќе се случи му е 100%. Да. Ти благодарам за гостувањето. Со оглед на тоа дека си гинеколог, акушер, верувам дека ќе се гледаме и во нареден период. Имаме многу теми за разговор. Апсолутно, јас најпрво да ви заблагодарам пред се за соработката и поддршката на нашите активности и актуелности од Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари, кои секој месец го одбележуваме со одредена тема поврзана со женското здравје. Активирани се повторно мобилната амбуланта за жените, кои што се од маргинализираните средини, кои што треба да добијат здравствена услуга од гинеколог, но и активирана е нашата асоциација на највисоко ниво од страна на раководството, при што имено минатиот месец донесо 40 светски предавачи на тема за ретки карциноми од областа на гинекологијата и тоа е навистина еден голем подем и за нас гинеколозите. Оваа соработка се надевам дека ќе продолжи, како и вашата поддршка за да го промовираме здравјето на жената. Се разбира, ти благодарам, Ирина. Ви благодарам и на вас, Јована.